Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Кои се најчестите болести на срцето? Како навремено да се препознаат и да се диагностицираат болестите на срцевите валвули, односно на срцевите залистоци? Ке зборуваме денеска за современите третмани поврзани со најчестите срцеви заболувања со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог од ПЗУ. Доктор Маја Шушлевска, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов. Широк е спектарот на срцеви заболувања, навистина ги има многу и за жал се исклучително чести. Исто така, неретко луѓето страдаат од некакви заболувања на срцевите залистоци. Па што се тоа срцеви залистоци? Сигурно сум дека веќе на голем дел од гледачите им се познати срцевите залистоци како структурни делови на срцето. Тоа се всушност вентили, вратички кои што овозможуваат полнење на срцето и на крвните садови. Значи имаме два залистока помеѓу предкоморите и коморите и два залистока помеѓу коморите и главните крвни садови во срцето, аортата и пулмоналната артерија. Нивната функција е да се отворат кога треба да се отворат и да затворат во времето на систола, односно контракција, да спречат враќање на крвта од коморите во предкоморите и од аортата и пулмоналната артерија кон коморите. За да функционираат добро срцевите залистоци, односно да отворат и да затворат како што треба, важно ли е здравјето на останатите структури на срцето? Секако. Значи, заболувањата на срцевите залистоци може да бидат примерни, да имаме некаков проблем во самите залистоци, да имаат поинаква генетски одредена структура, да бидат по миксоматозни го нарекуваме тоа, значи структурните карактеристики на залистоците, односно нивната фиброскелетна структура да е сменета, да е порастресита заради типови на колагени, влакна и така натаму, што ги менува нивните физички, механистички својства. Значи примарни заболувања или кога страдаат од бактериски инфекции, од секундарни бактериски, од ревматска треска и така натаму, меѓутоа тие може да бидат и секундарно засегнати во случај кога имаме проширување на десната или на левата комора. Тогаш нивните припојни точки се менуваат, бидејќи како што се шири срцето или ја менува својата геометрија, така и тие го пратат и со тоа станува засегната нивната функција. Можеме некогаш да слушнеме дека некој има проблем со митралниот залисток, каде се наоѓа тој, каков залисток е? Тој е главниот всушност залисток, главен условно кажано, бидејќи доминантна е левата комора, левата страна на срцето, која што обезбедува проток во артериската циркулација преку аортата, а митралниот залисток е значи во оваа доминантна структура на срцето, бидејќи притисокот кој што владее е околу 120 мм живин столб за систола, 80 мм за диастола. Затоа тој е доминантен, бидејќи левата комора е доминантна, и тој го добил името според сличностите со капата на бискупите. Митра, таа се нарекува митра. Тоа се состои од два залистока, меѓутоа односно две ливчиња, меѓутоа тие имаат свои посебни три делчиња. Сега веќе анатомијата на митралниот залисток и неговата патологија и патофизиологија длабоко е во детали проучена со оглед на тоа што голем број на болести на митралниот залисток стануваат се јавуваат и стануваат утврдени со старење на популацијата. А кои се најчестите болести на овој залисток? Што е тоа инсуфициенција, а што е стеноза? Како што рековме, нели треба да отвори залистокот тогаш кога треба да отвори, за да може крвта да продре, да преиде од предкомората во комората. Значи треба да има соодветна ареа, површина на отварање. И треба да затвори кога левата комора се контрахира и треба да испумпа крв еден ударен волумен низ аортата, а при тоа да нема значајно количество на крв која што се враќа во предкомората. Доколку е засегнато отварањето, од било која причина е компрометирано, тогаш се работи за стеноза. Значи отварањето е всушност поврзано со стеноза. Точно така. А затворањето? Со инсуфициенција. Инсуфициенција на македонски значи недостаточност, недоволност. Значи, затворањето на митралниот залисток е недоволно. Значи, ливчињата треба да се допрат, имаат тие коаптациона површина, коаптација значи прилепување, кое што треба да се постигне во времето на контракција, меѓутоа поради било која причина, доколку тоа е засегнато и немаме допирање на тие три делчиња, 3 со 3 делчиња од овој митрален залисток или 1 со 1, ако го упростиме,
Во тој случај од таа неконгруенција, значи некомпатибилност помеѓу тие две делчиња, имаме простор во кој што притисокот во левата комора станува голем. Или треба да испумпаме, срцето треба да испумпа крвта низ аортата, а притисокот во левата предкомора е значајно помал. Во тој случај, под дејство на тој голем притисок, левата комора кога е силна, а левчињата не затвораат, се јавува таа инсуфициенција и имаме млас, имаме волумен регоргитантен, значи кој се враќа и кој што левата предкомора треба да ја прифати. Бидејќи таа се полни, еве да кажем условно од озгора, а сега во оваа ситуација кога треба да биде мирна во предкомора, таа се полни и од оздола. Значи треба да го прифати тој волумен и во мали количини има капацитет да го прифати тој мал волумен со мала брзина. Меѓутоа, доколку е поголема таа ареа на некоаптација помеѓу ливчињата, значи имаме големо враќање, кој точно може да се квантифицира со современите ехометоди, посебно на 3D ехокардиографијата. Во тој случај имаме враќање на голема количина на крв, која што ако настане акутно, значи ненадено, може значајно да го оптерети срцето и белите дробови, бидејќи тие се врзани систем на крвни садови, а доколку постепено настанува, тогаш организмот има капацитет да се навикне, да го кардиоваскуларниот систем има можност, има комплијанса, резерва со која што може да го прифати ова оптоварување, меѓутоа има еден одреден рок кој граница која што може да го поднесе тоа оптоварување, а потоа настануваат проблемите. А се случува ли некој да има двоен проблем? И стеноза и инсуфициенција, значи проблеми со отварањето и затворањето на митралниот залисток? И тоа е можно. Тоа значи дека залистоците ниту доволно се отвараат, ниту доволно се затвараат. Тоа многу често го гледаме во случај на прележана ревматска треска, која што била доста често заболување и се уште е во неразвиените подрачја, а се јавува поради сличностите на структурата на ендокардот, кој што го обвива и залистокот, со бактериите, со стрептококите, односно нивниот ДЗИД, и нашиот имунолошки систем прави грешка, не ги препознува тие како антигени од бактеријата, ги греши со сопствените на ниво на срцето или на други органи, меѓутоа сега зборуваме за срцето, и ги напаѓа, настанува една инфламација која може да биде и тивка, не мора да биде со еден акутен, може да биде и со субакутен и хроничен тек. Тие се здебелуваат, калцифицираат и нивната подвижност, всушност нивната функција станува компромитирана. Ниту отвараат, ниту затвараат. Во тој случај настанува вициум всушност на митралниот залисток, па ние мериме дали се работи за доминантна стеноза или доминантна регургитација. А она што ни е важно е колку настанува во тој случај оптоварување и на левата комора и на левата предкомора со пулмоналната циркулација. Бидејќи доколку доминира неотварањето, па се шири предкомората и притисокот се пренесува на белодробната циркулација, во тој случај се развива пулмонална хипертензија. И настанува оптоварување на десната комора и на пулмоналната циркулација, на пулмоналното васкуларно стебло. Доколку имаме доминантна инсуфициенција, исто така може да биде пулмонална хипертензија како главна последица, меѓутоа, зависно од текот на проблематиката, може да се оптовари и левата комора, па таа се дилатира, па слабе незината систолна функција, па тоа се периоди кога треба да се интервенира, бидејќи ова е всушност механички проблем кој треба да се решава на механички начин. Ќе појасните подолу во емисијата како тоа изгледа, на кој начин се решава, но јас би сакала да се задржим уште малку на причините кои што доведуваат до болести на залистоците. Најдов еден податок дека 1 од 10 луѓе над 75 години има проблем со срцевите залистоци. Дали ова значи дека годините, возраста имаат влијание на болестите, поврзани со она што јас сега како етиолошка причина, како етиологија го спомнав, е стекнато заболување на митралниот залисток во случај на ревматска треска. Грозница, така. Значи тоа е ревматски ендокардит. Меѓутоа многу често со возраста забележуваме калцификати на митралниот залисток, па на аортниот залисток како фреквенција.
Митралниот залисток најчесто гледаме калцификати на така наречениот заден куспис. Всушност валвулите отвараат и затвараат непрекинато колку што работи и срцето. Постојано тече крв, доаѓаат во контакт со крвта и тоа предизвикува еден контакт, механичка така наречена траума. За нив, посебно кога веќе залистокот не функционира, имаме дополнително хемодинамско обтурување и таа микротраума се потенцира. Што значи, микротраумата е причина да организмот сака да ја санира таа инфламација, тивка, со таложење на калциум. Кога имаме други ендокринолошки причини, како кај хронични бубрежни болни, каде што имаме секундарно активиран хиперпаратироидизам заради намалената функција на бубрезите, каде што имаме значајна хиповитаминоза Д, каде имаме пациенти пушачи, тоа праксата можам да го приметам, имаме побрзо старење на залистоците и на останатите крвни садови, значи на васкуларниот систем, па забележуваме таложење на калциум на овие типични места, на типични локации. И ова всушност заболување го класифицираме во дегенеративни промени на залистоците. Ке проговориме за митралната стеноза. Дали таа дава симптоми? Дава симптоми, проширувањето на предкомората и зголемениот притисок во белите дробови може да се манифестираат со аритми, со гушење, со недоволна толеранција на напор, бидејќи тоа оптоварување на пулмоналната циркулација предизвикува дисбаланс помеѓу левата и десната страна, за да можеме да обезбедиме на напор по потреба, нели, да обавиме некаква физичка активност, ние треба да го ангажираме целосно кардиоваскуларниот систем. Тоа значи дека крвта која што ќе се исчисти, ќе го изфрли аглеродниот диоксид и ќе стекне кислород, треба да помине преку васкуларното стебло. Кога тоа е компрометирано, десното срце е оптоварено и дотокот во левата страна на срцето е компрометиран. Тоа е еден вид мисмеч помеѓу левата и десната страна. Токму поради тоа тие нетипични, меѓутоа јасни, недвосмислени, прогресивни симптоми ни укажуваат дека нешто се случува. Така што заморот, гушењето, а последователно на тоа аритмиите, потенцијално и тромбоемболиски процеси, доколку имаме веќе установена аритмија, во проширените комори на срцето може да се случи застој, регионален застој на крвотокот на крвотокот и да се формираат тромби. Па потоа тие тромби постојано се движат во шуплините и може да бидат исфрлени во циркулацијата, па може да настане најчесто мозочен удар, меѓутоа може да настанат и исхемични настани на другите органи, во рака, во нога, затнување на голем крвен сад, во црево и така натаму. А може ли, на пример, жената која што ја има болеста во почетна фаза да нема никакви симптоми се до бременоста? И во бременоста да се јави, да се манифестира овој проблем? Симптомите поточно. Можно е, обично доколку не е физички претерано активна, нели, за да го испровоцира срцето со еден вид динамско тестирање, доколку живее нормален вообичаен со уверена физичка активност, можно е доколку е таа од помал степен стеноза, која што ќе се разоткрие во случај на бременост, бидејќи бременоста е едно големо физиолошко оптоварување во кое што се случува менување, адаптација на циркулацијата, бидејќи плацентата се јавува како орган кој го оптоварува крвотокот, волуменот на крвта се зголемува, се редистрибуира крвотокот повторно кон плацентата и се јавува еден хиперкинетичен всушност синдром, една хиперкинетична состојба на циркулација. И во тие услови ова компрометирано отварање може да се манифестира со својата недостаточност и токму преди тоа во бременоста да стане манифестно. А дали ноќното мокрење може да биде симптом за стеноза на овој залисток? Теоретски може да биде, бидејќи проширената предкомора физиолошки лачи материи кои што супстанции, натриуретични пептиди, чија што функција е да организмот сам се избори со тој волум оверлоуд, со тоа волуменско оптоварување. Значи, овие материи потребно е бубрезите да ги стимулираат, да го зголемат излачувањето на урина, практично на натриум и натриумот ја влече течноста. Луѓето имат зголемена потреба за мокрење. Да. За текот на ноќта. Дали од митрална стеноза, било каде што имаме проширена предкомора, пациентите знаат да кажат дека имале зголемена потреба за мокрење, па дури во една поизразена хипертензивна криза.
Тоа оптоварување, напнување на зидовите на предкомората откочува физиолошки механизми кои многу често понатаму стануваат недоволни да го одржуваат тој баланс на циркулација, оптоварена циркулација во телото, па затоа кога ќе дојдат пациентите ние им даваме диуретска терапија за да ги стимулираме бубресите, тој ексцес кој што се акумулирал во циркулацијата да се намали, да го изфрлат, за да може срцето полесно, да пациентот практично ги изгуби симптомите. А кога зборуваме за инсуфициенцијата на овој залисток, дали истите причини доведуваат до болести кај него? Може ли проблемот да биде вроден? Може да биде проблемот вроден, на почетокот нели спомнав за грешки, за промени во структурата на самиот залисток, која може да биде поизразена или помалку изразена. Значи, во структурата која треба да биде во исто време и цврста, но и еластична, може да има промени во колагените или во еластинските влакна. Кога има повеќе во колагените влакна, залистоците се дебели, на ехо ги мериме над 4 мм дебелина. Како згужвани се и имаат ексцесивни движења, значи претерани движења, опсегот на движења поголеми при отварање и при затварање. И всушност тие се сериозни дегенеративни нарушувања на залистокот, така наречената Barlow disease, која најчесто и се вршува со интервенција со промена, меѓутоа може да биде и Ehlers-Danlosов синдром, каде што залистокот не е толку променет, стебелен, миксоматозен, фалат повеќе, има промени во структурата на еластичните влакна, тој е подолг вообичаено и не оди толку многу кон сериозни инсуфициенции. Оние претходно што ги спомнав Barlow disease, тоа тегнење, влечење на субвалвуларниот апарат кој е врзан со зидовите на комората, кога се стега, фактички ги затвара залистуците. Тие ексцесивни движења кон назад во предкомората можат да доведат и до руптура, до кинење на некои тие хорди, па добиваме млитав флейл залисток кој во основа представува индикација за хируршки третман. Бидејќи тука имаме неконтролирано враќање на крв, кое ја оптоварува предкомората и кое води кон слабење на срцето, на пулмоналната циркулација. Има одредени критериуми кога, како треба да се постапи, како треба да се реши, зависно од тоа каква е возраста на пациентот, дали пациентот, исто така се разговара со пациентот што би преферирал во земјите кај што се појавуваат поновите методи, меѓутоа генерално тоа е резервирано за повозрастната популација, каде што класичното хируршко решавање би носело други видови на оперативни ризици. Доколку е неадекватно затворањето на митралниот залисток, дали срцето чука побрзо? Да. Промената на хемодинамиката, значи одстапување од тие притисоци кои потребно да се негуваат, да срцето да ги одржува. Она што го спомнав претходно на левата страна, во левата комора владее притисок просечно од 120 мм живен столб. Во десната комора треба да биде помал тој притисок. Во предкоморите уште помал треба да биде. Значи во левата предкомора треба да биде 10-12 мм живен столб. Кога имаме враќање под притисок, значи левата комора треба да ја изфрли крвта во аортата, каде што е планиран тој притисок од 120 мм, во предкомората тој доведува до оптоварување. Тоа оптоварување ги растегнува зидовите на предкомората, врши притисок на миоцитите во самата предкомора, предизвикува дегенеративни електрофизиолошки, патофизиолошки промени и ги провоцира фокусите, односно во струјниот електричен систем на срцето, тие дегенеративни промени предизвикуваат испади во нивното функционирање. Бидејќи всушност се случуваат промени и патоморфолошки и патофизиолошки, и токму таму се јавуваат аритмиите. А дали со еден обичен преглед со слушалки, со стетоскоп, можете да забележите некакви промени кај срцевите залистоци? Дали шумот на срце всушност значи некаков проблем со овие залистоци? Од таму почнува диагностиката. Значи слушалката е незаменлива, таа е водич, нели, во работата, во диагностиката, доколку имаме добра трансмисија на звук. Значи доколку имаме пациент кој што има граден кош емфизематозно променет со подебели ѕидови, доколку
не можеме добро да го диференцираме звукот, во тој случај ќе имаме проблем, или доколку има изразена срцева слабост, па срцето не генерира јаки тонови, меѓутоа најчесто во праксата во голем процент од случаевите слушалката на вистина ни го влече вниманието. И можеме да направиме разлика помеѓу нормалните тонови и тонови меѓу кои има шумови. Тука ќе пуштиме еден блок реклама, ќе направиме кратка пауза за реклами и почитување, веднаш потоа продолжуваме со денешната Тилма амбуланта. Продолжува денешната Тилма амбуланта, разговараме за современите третмани кај болестите на срцевите залистоци со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Од овој момент, почитувани, ќе можете и вие да се вклучите во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Докторке, што се е потребно да се направи за да се диагностицира проблемот со митралниот залисток? Дали е доволно ехо преглед и да поставите диагноза? Да, најчесто да. Клиничкиот преглед, слушалката што ја споменавте, ЕКГ-то и колор доплер, дводимензионалното ехо. Колор доплер значи дека во исто време на 2D сликата која генерира ехо апаратот, ние аплицираме колор бокс, се вика. Значи едно квадратче кое што служи да го мери протокот, кој што е всушност пулсен доплер, меѓутоа мапиран со боја и ни го означува протокот во левата комора. Па тука ние можеме да видиме дали најчесто во најголем број на случаи можеме да видиме за каков тип на пореметување се работи, дали е стеноза или е инсуфициенција, да ги измериме тие регургитантни млазеви, некои други критериуми околу карактеризацијата на митралниот залисток, да одредиме која е етиологијата, значи што е причината, дали е примарна или е секундарна митрална. Дури тоа можете на ехо преглед. Да, меѓутоа може да се случи да е потребно да се направи дополнително испитување со трансезофагиална ехокардиографија, доколку ни фалат некои елементи кои што се важни за понатамошното лекување, посебно кардиохируршкото лекување, со кои што треба да му се дадат информации на кардиохирургот каква би била интервенцијата, дали е потребно да се направи поправка, прекројување на залистокот или замена на залистокот, или да се направи корекција на тој субвалвуларен апарат со хорди, да се замени хорда, дали е потребно да се стави прстен околу залистоците на нивниот анулус, тој прстен основен анатомски што е, да се засили. Значи, доколку се работи за негово проширување. Значи, потребно е да се, најчесто со 2D ехото и со колор доплерот, можеме да со сигурност ја поставиме диагнозата која што и да го испратиме пациентот или да го следиме, не мораме да го испратиме. Така. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Тилма амбуланта, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката и имам едно прашање до докторката. Повелете. Јас сум правена операција на аортна валвула проширена 2016 и сакам сега да прашам докторката. Бех на контрола во Филип II тука од Струмица. Ми кажаа дека имам блок на десната гранка на снопот. Тука така пише 145 точка, еден друг и неозначен блок на десната гранка на снопот. Ме интересира, може да кажам која апчина ги пија? Па сега има ли потреба од терапијата? Нема потреба и сега ќе ви појасни докторката што ова значи, на каков начин се средува проблемот, да го вклучиме веднаш и вториот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум на возраст 66 години. Така. Сега, имам утврдено диагноза тахикардија. Ама не обична тахикардија, некој посебен вид на тахикардија. Ми имат предложен докторот да да ми извршат електрофизиолошка студија. Тоа значи согорување на некоја тачка за уништување на тахикардијата. Сега мислење од докторката барам. Така, ви благодарам за вклучувањето. Докторки, да почнеме редоследно со прашањето на првата гледачка. Проширена валвула во суштина не е доволна за диагноза, значи треба да се аортната валвула, дали
пациентката е оперирана, не знаеме дали е оперирана од стеноза или од инсуфициенција, од истата проблематика како и кај митралниот залисток, и не знаеме дали е коригирана или е сменет залистокот. И не кажа дали добро функционира. А блокот на десната гранка може да биде во склоп на претходно оптоварување на левата страна на срцето, заради оптоварувањето на хемодинамиката со пулмоналната циркулација, која што може да оди со проширен QRX комплекс од 145 милисекунди, меѓутоа може да биде и може да го среќаваме и кај здрави индивидуи, кај развиена десна комора. Значи потребно да се направи ехо преглед во кој точно се проценува функцијата на десната комора, незиното оптоварување, и доколку има елементи се вклучува терапија за деснокоморно оптоварување. Во однос на второто прашање? Второто прашање, предпоставам дека се работи за реентри тахикардија или аксесорен тип на тахикардија, кои ги има доста често и кои представуваат врски помеѓу предкоморите и коморите и отстапуваат од класичното движење на струјата кој што го среќаваме нели кај сета популација. И доколку често пати се вклучува преку тие кратки спојки, може да го оптовари. Во принцип тоа се хемодинамски стабилни тахикардии, меѓутоа може да направат тахикардија индуцирана кардиомиопатија, да го ослабат срцето, доколку срцето често работи во таков режим со многу брза фреквенција. И тоа денес се работи во поголемите центри како рутинска метода, значи се мапираат, се аблираат тие патишта и генерално пациентите после тоа се сосема здрави. Значи препорачувате тоа што е доколку ја има диагнозата, доколку има индикација, да се примени, доколку може да се проби со терапија да се лекува, кај одреден број на луѓе се смируваат патиштата. Меѓутоа со возраста стануваат се почести и почести испадите со тахикардија, тие се непријатни, меѓутоа може тако долго траат, да речеме со денови, фреквенција од 150 во минута, 200 во минута, може да го оптоварат срцето и да доведат до кардиомиопатија. Уште 20 гледачи очекува да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, повелете, во програма сте. Јас сум во програма? Да, ве слушаме, повелете. Вака е до прашање тонката. Ве слушате? Да, ве слушаме, само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката и да го намалите тонот на телевизорот. Ја имам уградено 2 бајпаса и 2 стена. Така? После се водеше добро, да после пешаче по 4-5 км дневно, да после 6-7 месеци одеднаш пак почна да имам замор на срцето. И при контрола стално одев кај лекар, ми рекоа, не знам каква болест, ми рекоа дека имам слаба мускулатура на срцето и слабо испумпува срцето. И од тогаш натаму станало на контрола ми дават лекарства, ги пивам и ми препорача лекарката да правиме песмејки да ставиме. Да прати на електрофизиолог, и електрофизиолог ме снима на еко на срце и рече нема потреба од тоа. Кога го однесов тоа решение кај лекарката, вика е тогаш да ставиме валвула, да ми помогнело за тоа што имам потешкотија. И сега се може да умите што да правам. Така, имате дилема, што од сето ова би можело навистина да ви помогне. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Можете ли вака телефонски врз услова на ова што го слушнавте да дадете насоки? Значи, предпоставувам дека се работи за исхемична кардиомиопатија. А тоа значи дека срцето ослабело и покрај тоа што се ставени стентови бајпасеви, можеби се ставени на време, можеби и не се. Меѓутоа, можно е да настанала проблематика во микроваскуларната циркулација, значи на малите крвни садови. И доколку е срцето ослабено, можно е да страда од секундарна митрална регургитација, која што има индикација, нели, точно одредени критериуми, доколку сета терапија што се дала и се уште пациентите имаат симптоми, имаат неквалитетен живот, може да се примени една од новите техники на која дала одлични резултати во светот. Меѓутоа, прашањето за пейсмейкерот не ми е јасно, бидејќи пациентите имаат точно одредени индикации кога е потребно да се стави пейсмейкер. Значи, пейсмейкер доколку не генерира волтажа срцето, значи немаме спроведување на струја или имаме блокови помеѓу предкоморите и коморите и имаме исто така една ресинхронизациона нова кардиолошка терапија,
меѓутоа треба прецизно да се одреди кои од пациентите би реагирале позитивно, ги нарекуваме респондери, и вообичаено се јавуваат кај блокови на лева, значи проширено срце со блок на лева гранка, меѓутоа вообичаено не од исхемично потекло. Така, добро, да го слушаме следниот гледач со прашање. Добар ден. Добар ден. Ево уште една можност за гледачот да се вклучи. Се молам, јас прашањето пред малце не го поставив. Во петокот не можев да се качам на скали и паднав. Од куќаите ми беа 10. Значи Не кренаја од овде во специјално некој носилка, не носилка, него во платнено нешто и директно во Скопје ме однесоја на интензивна нега. Што значи дека со 10 од куќаи човекот веќе мртов. Ја бев скоро мртов, не знаев ништо. Лежев до вчера, ме пуштија, нешто се оправи. Сите, скоро не цела, терапијата ми беше сменета. Карведиол пијав 10 години 2 пати по 2, што сега скроз ми ги скинаја. Докторите вчера кој ме испуштија од интензивна и нешто друго сменија. Значи дека што беше, како беше, јас не знам. А пред тоа не можев да се качувам по скали и тоаш паднав на скали и така тоа и срцевиот пулс ви бил многу низок, дури 10. Ви благодарам за вклучувањето. Што можете да го советувате гледачот? Дека секако треба да се доиследува, да се направат соодветните испитувања, холтер снимања или подолготрајни холтер снимања со цел да се утврди склоноста кон понатамошни аритми. Меѓутоа, она што е основно е дека пациентот претходно примал бета-блокатор кој може да доведе до успорување, а веќе има предиспозиции кон природно спор пулс. Така да ова група на лекови се контраиндицирани. Може би вистина постои потреба за пейсмейкер, така што потребно е да биде следен пациентот, дефинитивно. Да проговориме за терапиите кои што ги давате кај пациентите кои што немаат некое драматично големо оштетување на функцијата на валвулите. Дали треба редовно да се следи? Зошто секогаш им се препишува диуретик и дали навистина секогаш им се препишува диуретик? Што ако валвулите треперат? Во тој случај што преземете? Треперење мислите во случај на треперење на предкоморите, предпоставувам. Кога веќе настанува тоа волуменско обтоварување, бидејќи валвулите не си ја вршат својата функција како што треба, диуретикот е хемиско помагало за овој механички проблем, кој што треба да одржува таа компензирана фаза на пациентот, бидејќи кога ќе го прекинеме диуретикот, проблемот го имаме механички, повторно немаме доволно отварање, имаме натрупување на течност ретроградно од проблемот, односно од валвулата, во предкомората, лева или десна. Доколку е во десната предкомора, исто така од било која причина, кај примарна пулмонална хипертензија, кај интератриален септален дефект, значи оние што се болести на десната страна на срцето, имаме отоци на нозете, отоци на црниот дроб. Атриалната фибрилација, која што потекнува од нарушувањата во спроводниот систем, оние дегенеративни електрофизиолошки промени во структурата на предкомората, доколку се етаблира како таква, потребно е да секако се антикоагулира пациентот, бидејќи таа ја губи предкоморите, веќе не се контрахираат, не се стегаат, туку треперат. Тоа значи дека постојат многубројни изолирани микродвижења, црвулења на ѕидовите на предкомората, а немаме издашни, значи цели сходни контракции на предкоморите, кои тој волумен на крв што го полнат, го празнат комплетно. Посебно има делчиња во левата предкомора, има една ушка, тоа е како еден вид на џепче, во кој што имаме оттежнато празнење, односно застој во циркулацијата на крвта. При фибрилација, односно при треперење, редовно таму заостанува крв и тоа е редовно, значи место каде што очекуваме да настанат тромби и токму поради тоа им даваме на пациентите антикоагулантна терапија со која сакаме она физиолошко сосирување на крвта на природно сосирување, природна брзина, да ја пролонгираме, за да го спречиме на таков начин стварањето на тромби. И тоа е многу важно всушност, бидејќи можноста за мозочен удар или други видови на исхемични настани многу кратно, 5 до 6 пати расте во однос на
пациенти кои немаат атриална фибрилација. Тоа е едниот момент, а другиот момент е дека зависи кај кој пациент, какви се карактеристиките на струјниот систем на срцето, некогаш имаме спонтано нормален одговор на комората, некогаш имаме многу брз одговор на комората. Па тоа ги мачи пациентите и примаат разни лекови за да го стабилизираат ритмот. Тие може да бидат, како што пациентот спомна, бета-блокатори, меѓутоа може да бидат и специфични антиаритмици кои имаат тие се посилни лекови, со кои што ние на почетокот всушност се трудиме да ги вратиме пациентите во синус ритам, во нормален ритам, а потоа ако не бива и да ги одржиме во посоодветен коморен одговор, така го нарекуваме тоа. Доктор, уште еден гледач ке вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Би сакала да ја прашам докторката. Јас имам прележено ревматска грозница и последица пролапс на валвула, која што сум ја лечела во тој период од 10-на, не знам точно колку години, и не се сеќавам на лековите како се вика, зашто пред 30 години се случувало ова. Се сеќавам на тоа амдолче од стотка од кое што добив алергија, ми се искриви цело лице и престанав да употребувам. Во последно време ми се јавува во сред ноќ така треперење, вознемиреност на срцето, не она вознемиреност да пролупа силно, него како треперење. Таква некоја вознемиреност. И пијам само лек за висок притисок, нешто од нова година ми се поремети притисокот, кој што ми го симнува на 120 со 80 дневно, и еутирокс. Значи немам друга таблетарна терапија. Тироидната жлезда да прашам докторката, дали моите 10.000 чекора дневно делуваат на подобрување на срцевата работа и контрола на овој пролапс, и на колку време треба да се прави контрола, зашто каротидите има едно 4-5 години како ги проведува, мислам дека се битни, не знам, докторката ќе каже. Значи се е во ред со другото. Ви благодарам за прашањето што го поставивте во денешната емисија. Повелете. Пациентката не спомна дека има некакви значајни тегоби, освен треперење во ноќниот период. Пролапсот може да биде од полесен степен, меѓутоа може да биде од поизразен степен. Кога е од полесен степен, англиската литература го нарекува, таа номенклатура го нарекува billowing. Значи како лесно да продрираат, лесно навлегуваат, меѓутоа се уште си ја вршат својата функција за листуците. А прав вистински пролапс, тоа значи дека ние треба да видиме колку навлегува во предкомората и дали последица тоа навлегување во предкомората се случува значајна регургитација. Доколку имаме значаен митрален пролапс, пациентката ќе има сигурно, би имала сигурно тегоби од тоа волуменско оптоварување, би имала тешко дишење, гушење, тоа вообичаено бара диуретска терапија, би имала сигурно поизразени ритми. Значи, оние симптоми кои имаме проблем во хемодинамиката на срцето. Каротидите ги спомена, каротидите се регионални крвни садови, каде што ние всушност цениме колкав е степенот на метаболни заболувања, атероматозата, сакаме да ја процениме. Дали во организмот има забрзано старење во смисла на инфламација која може да потекнува од покачен холестерол, меѓутоа од неправилен начин на живење, од седентарен начин, од користење на многу јагле хидрати, користење на храна со висок степен на омега, со лош омега-3, омега-6 рацио. Значи, оние сите ризик фактори на денешно живење кои што може да доведат до замастување. Директна врска нема со митралниот пролапс, меѓутоа може да се случи да тоа се врзани обично каротидите, секогаш ги задуваме кога имаме компликации од срцевата страна кон мозокот, исхемични настани. Значи, секогаш во обработката на пациентот кај кој настанал некаков мозочен настан, ние обавезно го евалуираме срцето и каротидите. Советувате движење? Броење чекори? 10.000 чекори, доколку ги толерира, тоа би требало, теоретски би требало, меѓутоа некогаш постои дискрепанца помеѓу тоа што човекот го чувствува како симптоми во компензираната фаза. И препорачувам на пациентката да детализира
незината состојба попрецизно, да се види дали навистина се работи за пролапс или се работи за мало отстапување во функцијата на залистокот. 10.000 чекари е навистина не е големо оптоварување, препорачуваме повеќе доколку е во добра состојба. Зашто да не? Да. Имаме уште едно прашање од гледач кое што ќе го слушнеме во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ме интересира, пием Флобавен 500, бидејќи имав, почна пред 2,5 години, пред пандемијата, бидејќи имав проблеми со вената на надлактицата. Ми беше воспалена, натечена и ми дадува Флобавен. Сега ми се смири вената, меѓутоа ме интересира дали треба да го до крај да го пијам Флобавенот до крај на животот или евентуално може да се прекине терапијата. Терапијата, да. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Пријатно. Доколку нема последици од тој тромбофлебит што бил претходна некаква состојба која се лекува и локално и системски, со антибиотска терапија и локална терапија за тромбофлебитот површно, нели се аплицираат антикоагуланси, односно хепатотромбин гел, најчесто. Верувам дека не би требало да има потреба од понатамошно лекување, меѓутоа потребно да се направи проверка. Доколку вената е проширена, значи е подложена на понатамошни компликации, треба од време на време да се наблюдува. Докторке, кому се препорачува митралниот клип и што е тоа? Митрален клип или транскатетер edge-to-edge repair. Од таму потекнува ТР, всушност кратенката е новитет во лекување на митралниот залисток последните 10 години. Веќе излегоа студии во медицинската јавност во светот околу полезноста и добробитта од оваа метода, која што се применува кај оние пациенти кои се лоши кандидати за кардиохирургија, а имаат секундарна митрална регургитација или примарна митрална регургитација, се лоши кандидати за кардиохирургија. Тоа значи дека имаат доста слабена функција на срцето, имаат тегоби, симптоми и покрај сета примената оптимална медицинска терапија се уште страдаат. И покажано е дека доколку се почитуваат одредени параметри при слабење на срцето, значи одредени граници, кога срцевиот мускул се уште не е, да кажам, уништен, не има интензивна, екстензивна фиброза, дава поволни резултати. Методата се состои во тоа да залистоците кои не се доближуваат за да можат да завршат својата функција, се доближуваат на механички начин. Транскатетерски се поставува направа еден уред кој што ги зграпчува залистоците кои не коаптираат, по потреба може дури и 3 да се стават, ги зграпчува и ги фиксира. И на тој начин се ствара митралниот залисток од физиолошки со еден отвор, добиваме 2 отвора. Со тоа значајно се редуцира, се намалува митралното враќање на крвта од комората во предкомората и всушност се поштедува мускулот на левата комора. Јас ви благодарам за денешното појаснување, убаво детално на темата на која што говоревме, многу корисни информации и еве сосема на крај, доколку никој редовно страда од стрептококни инфекции, треба да прави кардиолошки прегледи да види во каква состојба се неговите залистоци? Пожелно е, бидејќи можно е да настанат ендокардити кои клинички не мора да бидат препознаени. Доколку имаме во анамнезата чести инфекции на грлото или горни респираторни инфекции, пожелно да се направат прегледи кардиолошки. А доколку забележите некакви почетни промени во залистоците по една ваква бактеријска инфекција, се применува антибиотска терапија? Доколку се работи за акутна инфекција, да. Доколку се работи за хронична инфекција, зависно од пациентот, неговата возраст, неговите навики, предиспозиции, може да се даде долгорочна профилакса со аспирин. Бидејќи тие залистоци, доколку веќе имаат измената структура, подложни се на компликации и на таков начин ги чуваме. Јас ви благодарам што одвоивте простор и дојдовте во студиото на Телма со нас да споделите информации поврзани со залистоците на срцето. Ви благодарам за поканата, задоволството беше и мое. Доктор Маја Шушлевска-Павковска од ПЗУ Доктор Маја Шушлевска беше гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што нас следевте и чувајте го вашето здравје. До гледање.